И по блокот реклами се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија и следува и последниот разговор за ова утро. Еве гледате преубав кадар. Има до мене изработки од дрво. Ова е, можам по старински да кажам, гоблен. Да. Така, и сега овдека се закачени убави дрвени изработки. Наша и ваша гостинка ова утро е Сара Томевска, ракотворка, инаку дипломиран менаџер по бизнис логистика. А вие гледачите сигурно ја знаете по тоа што често пати ни гостувала како представник од Театар за тебе, таму е продуцент и фасилитатор, ако добро кажав. Така, на работилници во Театар за тебе. Сара, добро утро. Благодарам што ова утро ќе те представиме во едно поинакво светло. Ќе зборуваме за она што е твое хоби, она што ти си изработуваш во слободно време, а тоа се овие преубави изработки, дрвени изработки од дрво, насловени под брендот Крукче. Така, добро утро и фала ти на поканата. Да. Сара, Крукче, како започнува твојата приказна и што символизира Крукче? Гледам дека се е во вид на круг изработено. Сите овие изработки ќе си зборуваме подоцна полека за се по нешто. Крукче настана многу спонтано, многу природно некако. Сакав децата од представа да се заминат со уште еден спомен покрај тоа што нели ќе се заминат со приказната која што ја раскажува самата представа. И се случи во декември, па така природно дојде да направам некои лампиони со ликовите од представите и така всушност започна Крукче. Потоа декември сега пред неколку минатиот декември, така, да. Значи 7-8 месеци постоите така. Толку е Крукче. Почнав со лампиони и еве полека развиваме нешто повеќе. Започна со лампиони и се префрли на дрвени изработки, така? Сето тоа е како круг? Сето, да, сите се во форма на круг, како една, нели, така е името, како една целина, како нешто што не поврзува, нешто што е заедништво. Да, значи има убава символика, нешто што не како кажа, што не поврзува и вака нешто што се затвара во круг, така нешто што стои заедно и обединето. Имаме и овде твои изработки, ќе ги покажеме малку подоцна. Сакам да те прашам сега, изработуваш само од дрво, така? Еве, да кажам, ова е подметач, така се вика. Предпоставам и на македонски е така. Се гледа убава изработка од дрво. Еве сега малце ќе го видат за брзо и нашите гледачи. Значи за да се стави, предпоставувам, чаша со пијалок. Убава изработка, еве ова е срценце и ова изгледа еве вака. Сега она што ме интересира, како изгледа процесот на изработка на еден ваков предмет. Значи од дрво до крукче. Најпрво дрвото се сече и се подготвува на таа одредена дебелина и да може да биде мазно и убаво за да може на него да се слика. Потоа го одбирам дизајнот, сликам со акрилни бои. Откако акрилот ќе се исуши, потоа следи лакирање со соодветен лак за дрво. И на крајот, доколку е привезоче, се прават дупки, се додава делот кој што е за привезок, се лепат магнетчиња или некои дополнителни додатоци кои што ги надополнуваат и секако и беџовите. Да. Сега имаме ние овде во студиото, а веќе одат и фотографиите. Еве можеме да ги искоментираме полека фотографиите. Ова е, претпоставувам, дел од работилницата. Ова е дел од работилницата по повод 8 март, која што ја организиравме со Театар за тебе. Изработувавме подметачи, односно сликавме на овие поголеми парчиња дрво. Имавме дегустација на вино, исто нешто слично подготвуваме и наскоро. Ова е од колекцијата која што беше во Дизелдорф со нас. Така, ова се веќе беџовите. Ова се некои магнетчиња кои што беа правени за Бич филм фестивалот во Охрид. И таму имавме
мал штанд исто така со кратка работилница. Ова се привезоци веќе? Дел од привезоците. Да. Сега така. можеме да споменеме значи што се изработува под брендот Крупче. Значи кажавме привезоци, Так. беџови, Магнетчиња и подметачи сега за сега. и свекници. Свекниците Така? искочија како една пробна варијанта, да сакав да видам дали ќе им се допадне на луѓето, како ќе реагираат. Супер беше реакцијата, ќе има како една стандардна понуда ќе ги има и свекниците. И нешто друго кое што природно дојде на барање од луѓето беа висечки украси. Сите овие големи, поголеми парчиња дрво кои што ги користам за подметачите, некако сами луѓето кога доаѓаа ги носеа вака за да ги закачат на нешто, а на нешто да го закачиме, така што наскоро ќе има и такви предмети. Да. Сега од сите овие предмети што ги изработува Крупче, кој предмет ви е најбаран? Што е она што најмногу ви се бара и што е најлесно можеби за изработка, што е најтешко? Привезоците се дефинитивно најбарани, некако мислам дека наоѓаат најширока примена. Најтешко за изработка, не знам, можеби колекцијата Македонија, која што има многу ситни детали и таа жолта боја која што Еве, јас би сакала еве и ова да го видат гледачите. Тоа е само еден дел од целата колекција која што нели ова е привезок, така? Да, тоа е привезок. И ова ќе искористам да се види, ова е магнет, ова е привезок Македонија, кој што кажа дека навистина потешко се изработува. Да, има ситни детали кои што магнетче, еве вака со бубамара за на фрижидер, многу убаво, многу и практично и убаво, интересно изгледа бубамара, цвет со бубамара. Сара, исто така, значи покрај сето ова, правите и работилници во театар за тебе. Тоа значи дека дечињата учат како да се изработуваат вакви изработки? Ова од дрво или тие се можеби работилници малку поинакви? Сликаме, правевме привезоци со децата, нели некои поситни изработки. Имавме таква работилница, имаме со Крупче правиме и за возрастни. Со возрастните што изработувате? Со возрастните изработувавме подметачи. Изработувавме, да, по 2 подметачи изработувавме со добра чаша вино, во добра атмосфера, со музика, со супер друштво, навистина. Има интерес за овие работилници и од возрастните и од децата? Има, да. Има интерес, доаѓаат и дечиња, се дружат, стекнуваат нови другарства, се креативни, развиваат други некои вештини. И возрастните сакаат да доаѓаат, така што еве да најавам наскоро од септември. Тоа сакав да прашам, да, ќе има ли повторно? Да, ќе има од септември, едве чекам и јас, се надевам дека и другите. Од септември се враќаме назад и на работилниците и за деца и за возрастни. Отприлика каде ви се одржуваат, имате во простор или во јавна соба? Да, во јавна соба, во паблик рум ни се претежно работилниците. Таму сме стандард и со представи, и со работилници, така што... Значи тоа е вашата места, каде што работите. Сега малку да позборуваме и за овие беџови. Еве вака убава идеја ставено на гоблен, така? Така. На рамка од гоблен. Ова, дали ова може да се стави и на ѕид, да служи и како слика можеби, или вака ги користиш ти како? Може, јас го користам чисто да ги изложам, да ги покажам, убаво се покажуваат вака. Беџовите се како еден мал подсетник, како сите се со некоја порака. Да, тоа сакав да прашам. Некоја кратка мала порака, како еден мал подсетник кој што нели не води кон денот или кон животот општо. Мал детал. Сара, колку време е потребно за изработка? Претпоставувам дека не е исто времето и за беџ, и за привезок, за подметач. Колку време ти е потребно и дали работиш по нарачки? Работам по нарачки, да. И зависно е од
расположение. Најпрво, тоа колку идеи имам во моментот, колку креатива надоаѓа, но и зависи нели од тоа колку детали има во самиот дизајн кој што сум го замислила. Доколку е некоја пореалистична слика, нешто по захтевно, тогаш може и до 1 час, 1,5 час. Толку, јас мислев да не е потребно еден ден, Не. еден цел ден за... Не. Значи, Помалку. не е толку тешко за Не е изработка. тешко. Значи, колку што трае една работилница, отприлика колку ви траат работилниците? 45 Околу- минути, 1 така. час? Така, Да, значи за еден детските час се околу може 45. да се изработи еден предмет. Претпоставувам дека секој си ја носи изработката дома после да, работилницата. без процесот на лакирање, кој што нели му треба малку повеќе време за сушење. Ама да, сите си ги носат дома или јас најпрво ги земам да ги излакирам доколку сакаат и потоа им ги враќам да им го бојат денот. Што те води кога работиш? Што ти е инспирација? Бидејќи овде има и пораки, каже дека порака е нешто што не води во текот на денот или можеби некој понарачка сака да кажам бечне или со некоја порака. Меѓутоа, што е она што тебе те инспирира како креативец, како ракотворец? Што сакаш, што изразуваш со твоите дела? Ме инспирираат децата, најпрво, децата со кои што работиме се една голема инспирација. Ме инспирира општеството, околината, сакам цвеќиња, сакам природа. А сакам да пренесам една порака на во рете малку да се опуштиме и да ни биде поинтересно, да додадеме боја во животот. Да. Тука си многу во право, сме зборувале ние и приватно колку јас сакам вака да разговарам со млади луѓе, не само што ме подмладуваат, туку сакам млади луѓе кога имаат еве вака убави креативни идеи и секогаш ние како телевизија и како утринска програма даваме простор и на ракотворци и на креативни луѓе, поготово вака млади со убави позитивни идеи, зошто да не ги поттикнеме и останатите млади луѓе дека може својата идеја, својата креативност да ја искажат на било кој начин, бидејќи еве тебе убаво ти текнало, убава идеја да твојата креативност еве вака да ја изразиш преку дрвото. Сите овие беџеви, како се викаат овие, ги заборавив, привезоци и подметачи да си ја најдат својата примена. И сега, каде може сите заинтересирани да те најдат и како може сите да си нарачаат она што сакаат да го купат од Крукче? На Инстаграм може да не најдат, Крукче само да пишат на слободно или на мојот приватен профил Сара Томевска ќе ме најдат лесно, нека ми пишат слободно. Отворена сум за нели да изнајдеме некое заедничко решение за производот, за било кое. Не одзема многу време, час и пол, така да претпоставувам брзо може да си дојдат до својот посакуван производ. Бидејќи си продуцент и фасилитатор во театар за тебе, ќе искористам оваа прилика. Ние сме зборувале и овде во утринската, сте биле гости, меѓутоа летово ви беше и одмаравте малку, меѓутоа ви беше и дел работен ви помина, бевте во Дизелдорф. Тамо видовме и на сликите видовме и дел од овие изработки, нели? Како бевте тамо прифатени, како си поминавте? Кои се вашите впечатоци кои што ги носите од тоа патување? Во Дизелдорф си поминавме прекрасно, навистина бевме пречекани како вистински звезди, како дома да им поидовме на луѓето, навистина не пречекаа со раширени раци, со полно срце. Си поминавме прекрасно, многу е убаво да знаеш дека на децата кои што се таму можеш да им понудиш нешто убаво, нешто на мајчиниот јазик. Тие деца се трудат навистина многу да го зборуваат македонскиот јазик и ова е една прилика повеќе каде можат да го слушнат, затоа што таму нели освен дома со родителите и помеѓу себе со роднините и пријателите, тие деца го зборуваат германскиот јазик и убаво е кога го негуваат својот мајчин јазик и кога ќе видиш дека се трудат да го зборуваат. Сега вие имавте тамо представа, дали имавте во склоп на представата и работилница со Крукче? Немавме работилница, имавме само представа и Изабела имаше стендап.
за возрастни. Сега, потоа следуваше еден одмор, заслужен одмор малку, бидејќи со почетокот на новата учебна година почнуваат и вашите активности. Активни сте со детските представи и во градинките и во училиштата. Нешто да се најави за периодов за од септември? Од септември, така, подготвуваме многу нови представи, и детски, и се надавам и за возрастни. До сега за возрастни представи, како театар за тебе? Една имавме, те чекам. Наскоро се надавам ќе има повеќе на репертоарот, детски ќе има нови, тоа секако. Имаме нова кампања со представата за сообраќај, за како безбедно децата да се снаоѓаат во сообраќајот. Потоа ќе имаме еден супер настан кој што ќе одбележи 200-та изведба на нашата култна представа Супер Вселенко и роденденската торта. Браво. Стасавте, значи, до 200-та. До 200-та, Честитки. Да. Благодарам. Тоа е нешто кое што го подготвуваме, ама еве нека биде само како најава. Како најава, сите детали нели се надавам наскоро. Од вчера имаме отворени уписи за детско драмско студио. Поново ќе имаме на 3 локации. Тоа е нешто ново. И така. Кои локации? Во Скопје само или во Скопје? Да, во Скопје се во Ченто, во аеродром и во центар. Значи веќе се проширува тимот после 2 години, навистина значи има интерес. Знам дека имате интерес за сите представи, соработувате и со градинки и со основни училишта. На која возраст ви е публиката? Публиката се од 3 до 12. До 12 години, за овие поголемите деца не вие работите со млади деца. Како е да се работи со деца, Сара? Кажа дека си ја сакаш многу работата, професијата, ти си главна, ти си, да кажам, продуцентот, оној кој што ги држи сите конци во своите раце. Како е кога имате на представи некои дечиња кои што се непослушни, кои што се малку немирни, како излегувате на крај во тие ситуации, бидејќи сепак треба, вашите представи се интерактивни, нели? И дечињата треба да соработуваат и да учествуваат во представата. Со деца е најубаво да се работи, тие се најискрена публика. Супер е кога има интеракција, нема лоши деца, има само деца кои што нели се поопуштени, кои што се послободни да разговараат, пољубопитни. Со деца е секогаш е дури да те налутат понекогаш за 2 секунди знаат да дојдат да те гушнат и да ти помине се. Така е. Сега тоа е значи ново што се однесува до театар за тебе. Ние во текот на вашите активности редовно си известуваме. Знам дека има секогаш огромен интерес за вашите и работилници и представи. Да се вратиме сега ние на Крукче, на твојата работа. Не застануваш тука, нели? Нема да ова не е последно. Имаш ли можеби нешто ново, нешто интересно што можеби ќе биде во бидејќи млад бренд е 7-8 така, месеци. Многу е скоро. Па се надавам дека имам некои идеи кои што се надавам ќе најдам време да ги изреализирам и да ги понудам на публиката на Крукче и нели секако на сите други. Подготвуваме и нови работилници со некои нови соработки, така што од септември мислам дека ќе биде. Работилниците од колку дечиња обично се на тие работилници? Околу 10. Десетина, да има можност да се обрне внимание буквално на секое дете. Родителите присуствуваат или само за дечињата се? Или планирате нека таква комбинација родител-дете, работилница? Така, тоа уште не сме го направиле, ама ете супер идеја. Родителите ги оставаме да пијат кафе. 40 на минути до 1 час на рад, а децата се тогаш на наша одговорност. Така. Дипломира менаџер по бизнис логистика, баш дента кога дипломираше беше овде во ова студио. Знам дека положи. Каде ја наоѓаш споната помеѓу бизнис логистика и помеѓу оваа продуцентска работа што ја работиш во театар за тебе, или можеби ова овде што е твоја креативност, твоја работа во слободно време. Има ли тука некоја спона, некоја нитка што ги поврзува сите овие 3 работи? Всушност е исто. Логистиката и продуцентската работа всушност е исто, само е со различно име или во различна сфера, но тоа е.
да ги споиме сите работи да продуктот излезе на крајот на денот совршен. Така е. Сара, многу ти благодарам за твоето гостување во телевизија Алфа. Ти посакувам многу успех во се што работиш како млад човек, млада жена, и во кругче, и во продуцентската работа, и секако на приватен план. Вчера ти беше роден ден, еве јавно нека ти е среќен роден денот. Кажувам секогаш кога има нешто значајно во твојот живот, гостуваш во Алфа телевизија. Нема да биде ова последно твое гостување. Благодарам што одвои време и да бидеш денес заедно со нас. Се гледаме во некоја следна прилика.